Без значителен напредок, но со сериозна загриженост поради оценката дека нема резултати во делот на правосудството и борбата против корупцијата. Вака дел од познавачите го оценуваат најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија. Според Симонида Кацарска, извештајот не се разликува премногу од претходните, особено што законите за правосудството, кои се дел од реформската агенда, се уште не се донесени. Усогласеноста на земјава со европското законодавство пак вели не е изненадување, бидејќи Македонија низ годините има добро досие на тоа поле. На иста линија и државниот советник за европски политики Драган Тилев, кој вели дека извештајот не отскокнува во однос на претходните години. Генерално извештајот не е нешто многу поразличен од изминатите неколку години, па и подолго. Загрижува оценката дека нема напредок во правосудството. Тоа не треба да не изненади со оглед на тоа дека повеќе од година дена говориме за дел од реформскиот пакет на закони кои што се дел од реформската агенда во правосудството, меѓутоа тие се уште не се донесени и доста слабо е оценета исто така борбата за корупцијата, борбата против корупцијата. Не можам да кажам дека овој извештај нешто отскокнува во плюс или во минус од претходните извештаи, особено во последните неколку години. Очигледно е дека се издвојуваат Црна Гора и Албанија, би рекол технички коректно, но се издвојуваат и од страна на Европската Унија и од незините представници и Украина и Молдавија, би рекол повеќе политички. Ние сме на ниво со негдека групата со Србија. Според Тилев, пораката од Брисел и еврокомесарката Кос, која земјава ја смести во групата со Србија, Босна и Херцеговина и Косово, е политичка. Сличен став има и Кацарска, која оценува дека иако пораката е насочена за уставните измени, сепак треба да предизвика загриженост, особено имајќи ги предвид чекорите што Албанија и Црна Гора ги прават на патот кон полноправно членство. Апсолутно пораката беше дека без уставните измени не сте во таа прва група. Меѓутоа, мислам дека покрај таа порака, која што е политичка, мислам дека овој извештај треба да не загрижи и на техничко ниво. Секако дека политичката поддршка во Црна Гора и Албанија е поголема, меѓутоа тие имаат направени технички исчекори, кои што кај нас ги нема. Пораката е политичка. Политичка порака значи оние држави кои што ја следат политичката агенда, која што се трасира од страна на Европската Унија, а тоа евидентно го правеше Црна Гора, го правеше Албанија, го прават и Украина и Молдавија, се со позитивни политички пораки. Македонија при презентацијата на извештајот од еврокомесарката Кос доби пофалби за согласувањето со надворешната и безбедносна политика на Унијата, но и потсетување за незавршените обврски во однос на уставните измени.